That was a snake. Повеќето утра, кога времето му овозможува, Майк Силики можете да го најдете кај водата во Фредериксбург, Вирџинија. На околу 1 час возење од Вашингтон. Се обидува да улови вид на риба што некогаш се сметаше за закана за околниот воден див свет. For me, it's the best fish that ever hit the United States. За мене тоа е најдобрата риба која дошла во САД. Се надевам дека ќе се прошири за сите да може да уживаат. Силики 20 години ловел риба од видот змиоглава, откако тие првпат се појавиле во Потомак крик, плиток влез што се влева во реката Потомак, главен воден пат во Вашингтон. The water is very shallow. It gets very. Водата е многу плитка, има многу трева и тоа е нивно совршено живеалиште. Right, even on the bottom jaw. Рибите змиоглави потекнуваат од Азија. Кога за првпат се појавија во регионот пред 2 децении, официјалните лица алармира. Може да пораснат и надминат 83 см. Имаат заби, може да дишат воздух и може да преживеат надвор од водата неколку дена. Научниците се загрижени дека овој предатор од највисоко ниво ќе ги десеткува домашните популации на риби во оваа област. Оно што го поттикна стравот е дека изобилството на риби змиоглави ќе стане толку високо што едноставно ќе го совладаат системот. Тоа никогаш не се случи. Биологот за рибарство Џон Оденкирк вели дека рибите змиоглави не ги зафатиле водните патишта делумно, зашто ги пронашле предатори, вклучувајќи птици и други риби. И тој вели дека нивниот природен плен, вклучително и помалите риби, е прилагоден на неговото присуство. Видовите од кои најмногу јадат не се намалуваат и повторно ако ги погледнете бројките таму, тоа би сугерирало дека тие немаат влијание. Плюс има пазар за рибите змиоглави. Нивното цврсто белорибно месо со благ вкус ги прави баран деликатес, вели Силики. Like swimming chicken. It's the most. Тоа е најздравото парче месо што некогаш ќе го добиете. И покрај тоа што овие риби немаа забележливо негативно влијание врз екосистемот, Оден Кирк не е подготвен да каже дека инвазивните видови риби не се опасни. Ако влезат некаде различно, можеби таму каде што имаме заканувачки или загрозени риби, каде што нема толку голема разновидност во рибната заедница, може да има некои несакани влијанија. Пред неколку години загрижените државни функционери испратија совет до луѓето, ако уловат риба змиоглава, да ја убијат. Но неодамнешното државно истражување покажува дека околу 40% од луѓето кои ја фаќаат оваа ценета риба, сега ја пуштаат назад во дивината.